Благодарам, подпредседателе. Ја имам денеска 3 пратенички прашања. Почитуван премиере, почитувани министри, почитувани колешки и колеги. Првото прашање беше насочено кон Министерството за внатрешни работи, но бидејќи гледам дека нема представник ни заменикот, ќе го поставам до вице-премиерот господин Александар Николовски, а се однесува на следното. Знаете дека во овој период, додека во собранието дебатираме за предлог буџетот за 2026 и од вашите сопартици во пратеничките клупи и колеги во владата слушаме како идниот буџет ќе донесе раст на економијата, ќе го зголеми животниот стандард, како инфлацијата ќе се заузда. Сепак, реалноста по се изгледа не е баш таква. Растот на трошоците на живот веќе ги напаѓа граѓаните од сите можни страни. Во јавноста овој период се објави дека цените за обука во автошколите за Б категорија се зголемени за околу 30%, односно од претходните 24.000 денари на некаде приближно 33.000 денари. Над 8.500 денари поскапување, плюс задолжителни дополнителни трошоци, како што се 250 денари за секоја посета на полигон, по 1500 денари за користење на возило за полагање, задолжително лекарско уверение од 1200 денари, самото полагање пак чини 2500 денари и така во низа. А кога е за полагањето, знаете, е чиста случајност или среќа да положиш од прва. Таму е втора, трета, пета, седма, затоа што тоа значи повише пари, таму кај што треба да завршат. И така во низа. Трошок по трошок се доаѓа до вкупен износ од прилика 40 до 42.000 денари за возачка дозвола. Успеавте стекнувањето на возачка дозвола од свечен чин на осамостојување на младите да го направите во луксузна ставка за семејните буџети. Со нето минимална плата од 24.379 денари, семејствата со најниски приходи се соочуваат со бариера повисока од 1,5 минимална плата за само еден член во семејството да може да полага за возачка дозвола. И ова е социјална неправда со директни последици по мобилноста на младите, нивната вработливост и еднаквиот пристап до пазарот на трудот. Како социјалдемократ сметам дека мобилноста е социјално право поврзано со еднаков пристап до пазарот на трудот, а не привилегија на богатите. Правото на возачка дозвола не смее да стане класна бариера. Со овие цени, за жал, мобилноста на младите е претворена во привилегија. Ако владата може со предлог буџетот во 2026 да издвојува милиони денари за мебел, протокол и службени возила, тогаш има обврска да обезбеди и можности за пристапна, праведна мобилност на младите, бидејќи без мобилност нема еднакви шанси, а без еднакви шанси нема праведно општество. Државата има должност да не дозволува да се креват ценовни огради околу основните права на движење и работата. И затоа почитувам министер Николовски. Дали ќе се преземат веднаш мерки за овој ценовен шок или сметате дека е прифатливо возачката дозвола да чини повеќе од 1,5 минимална плата и да ја скрати можноста на нашите млади за мобилност и пристап до достоинствена работа? Моето второ прашање се надоврзува на првото, но истото ќе го упатам до министерката за финансии господја Гордана Димитриевска-Кочовска. Почитуване министерки, ако во првото прашање зборува за тоа како државата им ја поскапува мобилноста на младите со приближно 30% повисоки трошоци за автошкола, денеска морам да укажам дека истиот рефлекс на ограничување продолжува и кога некој граѓанин конечно ќе добие возачка дозвола. Наместо да се олесни циркулацијата на луѓе, идеи и труд, државата држи високо кренат уште еден бедем, а тоа е зелениот картон. Тој е претворен во
постојан трошок за излез од државата, односно тоа е една символична и финансиска рампа што ја плаќаат студентите од програмата Еразмус, сезонските работници, лекарите кои одат на обука во странство, семејствата што сакаат за викенд да прошетат надвор од границите, некоја мала компанија која врши извоз на роба и секако сака да внесе додадена вредност во нашата економија. Овој данок на мобилност не е изолиран административен куриозитет, туку спаја во истата политичко-економска матрица што ја гледаме во предлог буџетот за 2026 година, односно популистичката риторика за грижа, а во суштина преферирање на лесни приходи, непродуктивни трошоци и административна комоција пред структурни реформи и европска нормализација. Кога власта предводена од ВМРО-ДПМН се фали со дисциплина, а истовремено пробива фискални правила и крати капитални инвестиции, граѓанинот го чувствува тоа на најкоректен, конкретен начин. Односно, во секој дополнителен издаток што го казнува неговото право да се движи, да работи, да учи и да се поврзува. Зелениот картон во таа смисла е политика што ја прави границата поскапа, ја стеснува економската шанса на помалите и ги демотивира токму оние кои ја движат економијата. Како социјал-демократ, мојот став е јасен, а тоа е дека мобилноста е јавен интерес, а не привилегија. Државата што држи високи бариери за движење на луѓе, знаење и труд не гради европска економија, туку гради затворен круг на ниска продуктивност и висока фрустрација. Ако навистина сакаме да ги задржиме младите дома, треба да им дадеме шанса на малите извозници, да ги олесниме животот на работниците и на диаспората, мора да престанеме да ја претвараме границата во каса. И моето прашање до почитуваната министерка е дали ќе се укине зелениот картон и дали конечно ќе се стави крај на оваа скапа бариера за мобилноста на граѓаните. Бидејќи министерката не е присутна, барам да ми се одговори писмено на второто прашање. Третото прашање е исто така поставено до министерката, но заменикот е овде, па ќе го поставам кон заменикот на финанси. Но еве, за да го поставам прашањето, да започнам со неколку факти кои секако не може да подлежат на толкување. Според последно достапните податоци пред 2 дена, поточно на 25.11.2025, состојбата со буџетот вели дека се реализирани приходи од 298 милиарди 307 милиони денари. Или приближно 299 милиарди денари, што значи реализација од 83,32% од приходите. Евидентно е дека на приходната страна не достигат околу 64 милиарди денари или отприлика 1 милиарда евра, за да се стигне до 100% реализација до крајот на годината на приходната страна. Истовремено расходите се на 329 милиарди и 735 или 81,67%, додека капиталните расходи, односно парите кои треба да ја зголемуваат продуктивноста во економијата, застанати се на 23 милиарди денари или 49,46%. Доколку се погледне структурата и динамиката на приходите во буџетот, ќе се види дека од тековните извори на финансирање нема да може да се обезбедат овие милиарда евра кои ќе не достигаат до крајот на годината. Евидентно е дека приходната страна на буџетот не ја следи сопствената проекција и од ден во ден, како се приближува крајот на годината, расте ризикот или потребата од ново задолжување, односно одложување на финансиски обврски кон стопанството и граѓаните или селективни доставања на поврат на ДДВ. Заклучно со 31.10.2025 година, даночните приходи и придонесите се реализирани со 78,61% од планираното, или приближно 251 милиарда денари. Што значи дека во последните 2 месеци од годината треба да се надомести повеќе од 1/5 од целата годишна наплата. Амбиција која историски ретко е остварлива без вонредни мерки. Такви податоци имате уште низа. Подсекторскиот пресек е уште поалармантен, така да немам многу време, но можам дополнително да ви ги дам. И затоа
Прашањето ќе биде: дали со дополнително задолжување и на кои финансиски пазари, дали со вонредни еднократни приходи, водено, дали може јавно да гарантирате дека заради буџетско затварање на годината нема да се досни со поврат на ДДВ? Од каде ќе се најде 1 милијарда евра до крај на годината за да се... Благодарам на поставените